Жителите на Новосело се подготвени за селекција на отпад. Граѓаните велат дека има волја и свест за спроведување на селекцијата. Само е потребна поголема едукација, но и опрема за да има ефект. Јас мислам дека граѓаните се свесни дека треба отпад да се рециклира, но мислам дека треба поголема соработка меѓу општината и граѓаните. Јас мислам дека општината некако граѓаните ги користи најмногу само при изборите, за собирање гласови, а кога треба нешто да се излезе во сусрет на граѓаните, а со тоа и на целата општина и на државата, тука се пасивни. Јас сум од Сушица и сум сигурен, 100% сум сигурен, ако има поголема соработка со општината, дека ќе се постигне голем успех. Како најпрво има голема потреба за селекција на отпадот, това е неизмеливо. Расположението на граѓаните е негде 50-50, но може да се убедиме од кој ќе почнеме со во тек на времето, кога ќе се види дека е добро, значи ќе се продолжи и лесно ќе усвоиме. Тук ќе немаме дилеми. Така да отпадот е голем проблем у околината наша. Меѓутоа имаме малку замерки и о комуна што се трудат луѓето, меѓутоа немат механизација. Еколошките здруженија пак велат дека Новосело мора интензивно да работи на прашањето со отпадот, особено затоа што има голем број туристички дестинации и луѓе кои доаѓаат да уживаат во убавините на Беласица. И мислам дека се појавија во прав момент. Ние имаме спортско друштво, имаме прошетки, тури со велосипеди и така натаму, и дојдовме до заклучок дека имаме потреба од еколошко друштво кое ќе биде само за собирање на смет во секој викенд на различна локација. И мислам дека, повторно ќе кажам, се во прав момент тука, отпадот што ќе го собираме да биде рециклиран. И од Зелен институт од Скопје сметаат дека општината е на добар пат и треба да се поддржува и следи процесот. Општина Новосело направи многу сериозен исчекор од последното видување до сега, во овие месеци половина. Од како разговаравме дека Општина Новосело има донесено само една одлука на Советот за селектирање, на предлог на советникот од Стигаe, Костадин Ристоманов, сега веќе видовме дека Општина Новосело го направи следниот сериозен чекор. Тоа е, го внесе селектирањето во годишната програма на комуналното предпријатие и комуналното предпријатие веќе склучи договор со колективен постапувач. Така што можеме да им честитаме, сега веќе се во следната фаза кога размислуваат и разговараат за тоа каде да бидат поставени кантите за селекција и како целиот тој систем да профункционира. Ристоманов, советник од Стигаe во Советот на општина Новосело, вели дека ова е прва фаза и дека проектот треба да биде унапреден во следниот период. А бенефит ќе имаме сите. Следните чекори, после спроведувањето на договорот со колективниот постапувач од страна на комуналното предпријатие, ќе биде поделба на канти за селектиран отпад, нешто слично во Струмица, слушам сега во сабота, тоа ќе биде веќе почне да се спроведува, така да и ние ќе почнеме со спроведување, но си земаме за обврски, веќе се договоривме да спроведуваме одредени состаноци со луѓето на кои што ќе им објасниме за како да тоа се спроведе правилно. На завршниот настан присуствуваа граѓани, представници од општината, но и граѓански здруженија и се разговараше за начините како може селекцијата во иднина целосно да се имплементира во Новосело.